Среда 15 јануари, кратки вести во 12 часот. Се разгледува можноста за воведување и на сезонска авиолинија Прага-Охрид, информира министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска по средбата со амбасадорот на Чешка во Македонија Јарослав Лудва. Целта е, како што рече, стимулирање на туристичките врски и промоцијата на Охрид како дестинација од интерес за чешките туристи. На средбата е договорена заедничка седница на министри од двете земји од повеќе ресори, како и иницијативата за воведување директна линија Скопје-Прага. Течат подготовките за достојно одбележување на празникот Богојавление Водици во Охрид. Досега се пријавени над 800 капачи од Охрид, но и од други градови. Со низа активности од областа на здравствено-превентивната дејност, Охридскиот Црвен крст е вклучен во одбележување на празникот. Во сабота од 19 до 23 часот на платото помеѓу капетанија и ресторанот Чун ќе вршат основни здравствени прегледи на капачите, а во недела е традиционалната крводарителска акција. На празникот Црвен крст ќе се грижи за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на настанот со неколку спасителни, нуркачки и медицински тимови. Со 4 репрезентативци во категориите кадети и јуниори, Охридскиот теквондо клуб Хваранг Фист е високо рангиран во Македонската олимписка теквондо федерација. Оттаму потенцираат дека нивни членови веќе започнаа со подготовки за новата надпреварувачка сезона. Јуниорите се подготвуваат за националниот репрезентативен тим, а најдобрите кадети патуваат на 4-дневен семинар во Ќустен дел Бугарија заедно со уште 200 надпреварувачи од регионов. Од клубот додаваат дека турнирот Охрид Open, што ќе се одржи во мај, е дел од Македонската теквондо лига, што се состои од 7 турнири. Времето денес облачно и студено, дува засилен северен ветер, максималната температура во Охрид до 2 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.